ВМРО ДПМН испорачуваат резултати, а не изговори со приклучувањето на иницијативата Роаминг како дома. Граѓаните ќе можат да користат мобилни услуги, повици, SMS пораки и мобилен интернет без дополнителни роаминг трошоци. Социјалдемократите од друга страна обвинуваат дека наводните лаги на Мицковски се разобличени. Брисел бара реформски промени во законот за судски совет. За владата предводена од ВМРО ДПМН главен приоритет се интересите на македонските граѓани. Направен е уште еден значаен чекор, од кој директна придобивка ќе имаат токму граѓаните на Република Македонија. Станува збор за конкретен, видлив и практичен чекор кон европската иднина на Македонија, а тоа е приклучување кон иницијативата Роаминг како дома. Оваа иницијатива директно ги засега граѓаните, компаниите, студентите, работниците, македонската диаспора и сите оние кои патуваат или комуницираат со земјите од Европската Унија. Со Роаминг како дома, граѓаните ќе можат да користат мобилни услуги, повици, SMS пораки и мобилен интернет без дополнителни роаминг трошоци, односно под услови еднакви со домашните тарифи. Уште една лага на Христијан Мицковски за реформите е целосно разобличена. Брисел, по скратена постапка, бара измени на законот за судски совет. А владата со месеци го представуваше законот како доказ за наводен реформски напредок. Сега стигна потврда дека со манипулации и со трикови реформи нема. СДСМ за ова предупредуваше од самиот почеток. Председателот Филипче јавно посочуваше дека законот е усвоен без целосно почитување на препораките на оценската мисија и на Венецијанската комисија. Истото беше нотирано и во забелешките на СДСМ што ги достави, но Филков и Мицковски намерно ги игнорираа.